members of Почитувани пратеници, Ваши екселенции, дами и господа, драги пријатели. Навистина ми представува чест да стојам денес овде пред вас. Ви благодарам, почитувам председателя за сесрдната покана да се обратам пред парламентот овде во Скопје. Тука сум во својство на генерален секретар на НАТО, организација чиј близок пријател е ова земја и овој пријател навистина високо го цениме. Повеќе од 15 години мажите и жените на вашите висококвалификувани армиски сили беа рамо до рамо со своите меѓународни учесници во мисиите на НАТО, носејќи безбедност и стабилност во Афганистан, помагајќи им на луѓето таму да сонуваат за посветла иднина. Ви благодарам за се што вашата земја стори во поддршка на меѓународната безбедност. Од наша страна, од страна на НАТО, во 2001 и 2002 година, НАТО даде значителен придонес во безбедноста и стабилноста на оваа земја. Се уште имаме советодавна улога. Денес се сретнав со канцеларијата во НАТО овде во Скопје и со незините представници. Им честитав за се што сработија досега и што работат заедно со Европската Унија. Но денес сум тука, стојам пред вас, за да зборувам за посветлатна иднина која што вие ја градите за вас самите. Зборувам за вратите кои што ги отворате. НАТО е најуспешната воена алијанса во историјата, представувајќи половина од светската економска сила, половина од европската воена сила. Вклучени сме во Западен Балкан во изминативе повеќе од 2 декади. Затоа што сакаме овој регион да биде безбеден, напреден и слободен. Затоа што сакаме оваа земја да биде безбедна, просперитетна и слободна. Сите ваши пријатели во НАТО ве поддржуваат во вашите напори. Но никој од нас не го зима успехот здраво за готово. Настаните во оваа зграда во април минатата година, во самата оваа сала ме шокира, но представува шок и за сите членки на НАТО. Сепак бевме импресионирани од она што го видовме од тој ден натаму, од напредокот кој што го направивте. Сакам да го препознам и да го признам напредокот кој што сите го сторивте во формирање, создавање на нова, отворена, поинклузивна политичка култура, во калење на новиот национален дух, гледање напред, оптимизам и отпорност, истрајност. Како поранешен пратеник, како поранешен премиер на Норвешка, разбирам многу од предизвиците со кои што продолжувате да се соочувате. Долгата политичка кариера ме научи дека колку по-инклузивно е едно општество, толку истото е поуспешно. Диверзитетот е сила, не е слабост. Онамо каде што има инклузивност и отворен диалог, поддржан
од добро управување постои истрајност. Во договорот од Вашингтон, основачкиот документ за НАТО, земјите членки ја искажаа својата посветеност на принципите на демократија, индивидуална слобода и владење на право. Овие принципи, овие идеали го дефинираат битието, односно она што е НАТО денес. И понатаму тие дефинираат што е оваа земја. Од тука силно го поздравувам вашето продолжување на патот кон евроатлантски интеграции. Овде го вклучувам и членството во НАТО. НАТО покажа дека патот за да се приклучите во алијансата е отворен за земји кои што се вољни и кои што се способни да ги исполнат обврските. Договорот од Вашингтон нагласува дека земјите членки може преку едногласен договор да поканат било која друга европска земја да се приклучи на алијансата. Доколку таа земја е во состојба да ги следи принципите на договорот, доколку истата придонесува во безбедноста на северноатлантската сфера. Ова се условите под кои Црна Гора стана 29-та земја членка на НАТО минатата година. Со седиште на нашата маса, со еднаков глас во нашите дискусии и со еднакви права и одговорности како и сите други земји членки. Гледајќи го црногорското знаме како се издига за прв пат пред седиштето на НАТО минатата година, навистина беше еден горд момент за мене. Има се уште место за повеќе знамења пред седиштето на НАТО. Земјите членки се импресионирани од вашата посветеност и ентузијазмот за да се приклучите на алијансата. Сакам да успеете. НАТО сака да успеете. Но добро е да се биде амбициозен, но важно е да се биде и реален. Има уште работа што треба да се сработи. Ова секако значи решавање на прашањето со името на вашата земја. Ова е прашање кое што му тежи на овој регион и на оваа земја веќе предолго време. Од тука ја поздравувам волјата на вашата влада, која што е покажана за да се разреши ова прашање. Во текот на вчерашната средба на преговарачите под покровителство во рамките на Обединетите нации, во Њујорк беше уште еден важен чекор. Охрабрен сум од неодамнешниот напредок, како што се охрабрени и сите земји членки на НАТО и ве поттикнувам да искористите оваа шанса за да се придвижите напред. Сепак, членството во НАТО е многу повеќе од решавање на прашањето за името. Земјите членки се обврзани не само преку заеднички интереси,
туку се обврзани и преку заеднички вредности. Земите аспиранти за членство во Алијансата мора да покажат дека ги споделуваат овие вредности. Ова значи истрајување на патот на реформи. Ви честитам за напорите кои што веќе ги направивте, вклучително и за планот 369. Усвојувањето на законот за јазиците во парламентот минатата недела беше важен чекор. Го нотираме важниот напредок, например за транспарентност, одговорност, надзор на службите за разузнавање и безбедност и за судските реформи. И истото мора да продолжи. Се надеваме дека ќе видиме сличен напредок во однос на реформите за изборите, за медиумите, за поголема транспарентност на владините финансии. Секој член на овој парламент има клучна улога. Сите имате одговорност. Не само да носите закони, не само да имплементирате реформи, туку да ги отелотворите, да го отелотворите она што може оваа земја да биде. Слободна, демократска и земја која што го почитува владењето на правото. А тука, од суштинско значење е улогата на опозицијата. Следењето и испитувањето на владата и конструктивното придонесување кон процесот. Исто така дозволете ми да ја препознам суштинската улога која што ја игра граѓанското општество и која и понатаму ќе ја игра и да ја поздравам улогата која што ја игра граѓанското општество во оваа земја. Помош, давајќи помош во реформите и поддржувајќи го напредокот. Исто така и нагласување на придонесите кои што може да ги направи секој поединчен граѓанин на оваа држава, без разлика каде или од која заедница доаѓате. Исто така, добро е да сте способни да покажете добри односи со вашите соседи. Исто така тука, членовите на НАТО се импресионирани од напредокот кој што го постигнавте. Ви честитам на ратификацијата на договорот за пријателство со Бугарија. И ве охрабрувам да продолжите да работите за да ги подобрите односите со останатите во регионот. Исто така, од суштинско значење за НАТО е да види како инвестирате во својата одбрана. Ние сме воена алијанса, чија главна цел е колективна одбрана. Со свечена посветеност кон тоа да си помогнеме меѓусебно, врз основа на начелото еден за сите и сите за еден. Сите сојузници на НАТО се посветени и се врзаа да го зголемат трошењето на одбрана кон 2% од брутодомашниот производ. Алијансата сака да ја види оваа држава како се придвижува во истата насока. И при тоа го поздравувам посветеноста на вашата влада кон директивата од 2%. Исто така сакаме да видиме обиди кон подобрување на способноста на нашите војски да соработуваат на операциите и да продолжи реформата на вашите одбранбени институции. Исто така, со нетрпение ги исчекуваме плодовите од стратешкиот одбранбен преглед подоцна оваа година. Вратата на НАТО е отворена за нови членови. Но преминувањето на прагот бара сериозна работа. Ќе ве поддржиме колку што можеме, вклучувајќи практичната поддршка на одбранбените реформи,
подобрувањето на образованието за одбрана и инвестициите во одбраната и борбата против корупцијата во одбранбениот сектор. Јас не ги подценувам предизвиците со кои што вие се соочувате. И понатаму бидете транспарентни со нас за реформите кои што ги спроведувате. Ние ќе продолжиме да ве поддржуваме низ нашата програма за партнерство. А преку канцеларијата на НАТО за врски тука во Скопје исто така ќе ве поддржуваме. Знаеме дека постојат предизвици, но сакаме да помогнеме. Разбираме дека дел од нашиот диалог се работи за граѓаните на оваа држава и тоа ти е подобро да го запознаат НАТО. И затоа сме подготвени да ја прошириме вклученоста на јавноста во однос на луѓето на оваа држава. Така, колеги, пријатели, пред 9 месеци се приближувавте кон работ на една карпа. Од тогаш претворивте една држава од потенцијална нестабилност во држава на реална можност. Денеска вратата е отворена кон реформи, кон подобри односи со вашите соседи, кон подобри трансатлантски односи и НАТО, кон Евроатлантската заедница и НАТО, и кон нова, посветла и по-просперитетна иднина. Но се уште постои многу што треба да се стори. Но вие ги имате алатките и ние ги имаме алатките, а вие имате и визијата и го имате поттикот. А во НАТО имате вистински пријател. Ви благодарам.